Кога ќе го носат истиот аутфит, може да се споредуваат со мене или кога ќе ги платат на настап 50.000 евра. Елена Ѓорговска жестоко и возврати на Марија Луиса. Пеачката Марија Луиса повторно предизвика естрадна драма со саркастично видео објавено на социјалните мрежи, каде на ироничен начин ја имитира Елена Ѓорговска. Објавата за кратко време стана вирална и повторно ја отвори приказната за ривалството помеѓу двете девојки. По ова ние побаравме изјава од Елена Ѓорговска, а таа за нашиот медиум изјави: "Секогаш се обидуваат да ме понижат, но на крајот тоа само докажува дека сакат да бидат како мене. И јас не дозволувам нивната омраза да ме сопре, бидејќи секој предизвик само го поттикнува мојот раст, а секој пат се претвора во подготовка за мојот успех. Кога ќе го носат истиот аутфит, може да се споредуваат со мене или кога ќе ги платат на настап 50.000 евра. Јас се дружам со девојки од странство кои носат брендирани марки. И под ниту едно нивно видео или фотографија нема навреди од луѓе како се заработени нивните пари. Напротив, коментарите се: ти си прекрасна, ти си среќна, го живееш својот живот. Секогаш запомнете, тоа не е среќа, тоа е Бог." Со оваа изјава, Елена испрати јасна порака дека нема намера да дозволи провокациите да ја поколебат и дека низината кариера и успех се далеку над коментарите. Прашањето што останува е дали Марија Луиса ќе одговори со нова провокација или естрадна војна ќе земе уште поголем замав. Мија Костова гневна на народот поради виралното видео со Елена Ѓорговска. Шанел ташна покрај трагедија и лјадници постови за психопат. Македонската јавност брои за виралното видео на Елена Ѓорговска, гостинка на популарната рубрика "Колку чини твојот аутфит", во кој незиниот изглед се проценува на дури 50.000 евра. Додека некои се восхитуваат, многумина не останаа рамнодушни. Меѓу нив е и Мија Костова, која со силна и остра порака на социјалните мрежи ја осуди обсесијата на народот со скапи модни додатоци, додека вистинските трагедии паѓаат во заборав. Во нејзината објава Мија остро реагира. Двојното убиство и самоубиство заминаа во заборав, а го покри веста за ташната и Cartier саатот на Елена, за кој се дискутира дали е 5.000 или 30.000 евра, дали тие пари требало Елена да ги пренасочи на добротворни цели и крајно, како ги има заработено. Таа додава: "Тоа е се што треба да знаете за природата на овој народ. Шанел ташна покри трагедија, Cartier саат покри лјадници постови за психопат кој живеел меѓу нас. Размислете." Коментарот на Мија доаѓа во сенка на трагичен настан, двојното убиство и самоубиство кое, како што се наведува, било медиумски занемарено, а вниманието се пренасочило кон целта на ташната и саатот кој ги носеше Елена. Незадоволството од медиумскиот фокус го споредуваат и бројни корисници на социјалните мрежи, кои сметаат дека вистинските вредности и човечки приказни се губат во сенката на површни содржини и луксузен изглед. Марија Луиса ја моли јавноста за пари, со сарказам до кеш, проси за custom-made фустан, а Инстаграмот гори. Пеачката Марија Луиса повторно е во центарот на вниманието, и тоа не поради музика, туку поради остар сарказам и нова јавна драма на социјалните мрежи. Се започна кога на социјалните мрежи се појави видео од инфлуенсерката Елена Ѓорговска, гостинка во рубриката "Колку чини твојот аутфит" кај Марио Рангеловски, во кое таа откри дека нејзиниот стајлинг чини неверојатни 50.000 евра. Видеото брзо стана вирално, но истовремено предизвика лавина од коментари, најголем дел од негативни и со подсмев. Инспирирана од ова, Марија Луиса реши саркастично да имитира Елена во свое видео кое стана еднакво вирално. Но Елена не остана должна и возврати со изјава дека зависте ја тера Луиса да го прави тоа. На страната на Елена застана и нејзиниот најдобар пријател Предраг Перишик, кој остро ја осуди Луиса, нарекувајќи ја пејачка на мрсни мажи. Ситуацијата ескалираше во отворен конфликт преку Инстаграм сториња со меѓусебни прозивки, подсмев и обвинувања.
Марија Луиса објави нов пост на Инстаграм во кој на саркастичен начин бара донации од следбеници за custom made фустан, алудирајќи на скапиот стајлинг на Ѓорговска. Постот предизвика бројни реакции, коментари и споделувања. Како што најави и самата, Луиса веќе крои нова стратегија за продолжување на битката, свесна дека во дигиталната ера и сарказмот може да биде валута. Здраво, дечки, сакав да ви го снимам мојот аутфит за денес. Значи, ќе почнем од мојата омилена ташна, Луис Витон, која чини 1200 денари од Битпазар. Моите наочари Карера се 350 евра. Добро, брат ми ги купи. Ланчето ми е од Bling Bling, Наде ми го даде поклон. Моите штикли се Майкл Корс и чинат околу 350 евра и тие брат ми ги купи. Кучето ми е 15.000 денари, или пошто јас сум Марија Луиса, ми го даде за 13. Мајцата ми е, не знам, Бершка, некои 300 денари и фармерките ми се, мислам, не знам, и тие нешто така, околу 1200 денари. Фала ви. Тино и Атанас ги расплакаа македонците во Торонто. Нашите познати актери Тино и Атанас, препознатливи како ултраизвонредното дуо, кое мами насмевки каде и да се појави, ја започнаа својата стендап турнија и ги забавуваат македонците низ диаспората. Овој пат со полна енергија и препознатлив хумор настапија во Торонто, Канада, каде што атмосферата беше наелектризирана од смеење, аплаузи и позитивна енергија. Тино и Атанас не само што не смеат, туку не подсетуваат и колку е важно да се негува хуморот и заедништвото, без разлика каде и да се наоѓаме низ светот. Следна дестинација. Останете во тек затоа што оваа турнеја допрва ќе ги освојува срцата на македонците на секаде. Невидена забава на Ибица. Ненад Синьори го прослави роденденот со машко друштво на јахта. Македонскиот бизнисмен и јавна личност Ненад Синьори својот роденден го одбележа на спектакуларен начин со машко друштво и луксузна јахта на Ибица. Наместо во класичен ресторан или ноќен клуб, тој реши да ужива во адреналин, море и добро расположение на еден од најпознатите светски острови за забава. На првата објава може да се види Ненад со широка насмевка и препознатлив изглед, како позираа пред белиот брод, кој плови низ туркизните води на Ибица. Енергијата и позитивата што ја пренесуваат фотографиите зборуваат повеќе од 1000 зборови. Во втората објава тој е зад управувачот на јахта, облечен во лежерна бела мајца и стилски шорцеви, со порака "Си посакувам вака најлошо да ми биде", проследена со емотикони за роденденска торта и забава. Јасно е дека Ненад посакува токму вакви моменти да му бидат секојдневие. Машкото друштво на јахта уживало во незаборавни пијалоци и летни хитови и атмосферата, судејќи по објавите, била на ниво на најлуксузните журки во Ибица. Со ова Ненад уште еднаш покажа дека знае како да ужива во животот и дека неговите родендени не се обични, туку вистински настани за паметење.